Двајца пилоти кадети загинаа при пат на воен авион, кој се урна на прометна пешачка патека во Еквадор. Во авионската несреќа се повредени уште 2 лица. Еквадорските воздухопловни сили ги идентификуваа жртвите како капетан Диана Руис и кадетот Хуан Пачеко. На видеото од надзорните камери, кој се шири на социјалните мрежи, се гледа како авионот удира во преминот. Во несреќата повредени се и 2 мотоциклисти. Најлошата ноемвриска снежна бура што го погоди главниот град на Јужна Кореја, во повеќе од 1 век го прекри денеска главниот град, приземјувајќи стотици авиони и отежнувајќи го патничкиот сообраќај. Метеоролошката агенција на Јужна Кореја соопшти дека во северните области на Сеул и околните области има наврнато 20 сантиметри снег. Агенцијата соопшти дека тоа е најголемата снежна бура што ја доживеал Сеул во последните 100 години. Невремето на 28 ноември 1972 година донело 12 сантиметри во главниот град, објави Guardian. На интернет кружи шокантна снимка од авионот на United Airlines, кој на 16 ноември полетал од Остин до Лос Анџелес. Во преден план се гледа човек кој се качил на седиштето и се обидува со нога да го скрши подпирачот за грб, додека останатите патници шокирани го гледаат. Во леталото бил и Джино Галофаро, кој како што вели, го разбудила бучава, пошто морал да асистира во една необична акција меѓу облаците. Научниците на НАСА забележале одамна изгубен град под слој мраз од 30 метри. Кампот Сентери, отворен во 1959 година во северозападниот дел на Гренланд, беше никогаш незавршена тајна локација за лансирање на балистички ракети наменети да стигнат до Советскиот сојуз. Мразот почна да прави проблеми, па американците се откажаа од проектот. Кампот беше напуштен пред 58 години и падна во заборав. Тоа беше се додека научникот на НАСА, Чад Грин, со помош на Алекс Гарднер, не прелета над Гренланд во април оваа година за да ги мапира ледените плочи и да го процени идниот пораст на нивото на морето. Случајно забележале камп на радарот, иако на почетокот не знаеле што е тоа.